Она што треба ние да го научиме е дека на ниеден живот не смее да се става цена. И тоа е нешто што мене многу ме повредува како личност, било кој да става цена на мојот живот. Без таа терапија ние сме приморани да бидеме на секои 3 месеци хоспитализирани по 15 дена на венска терапија, но тоа не е решение, бидејќи со секоја хоспитализација на нас ни трофираат вените и едноставно не е решение. Со трикафтата лекот директно влијае на причинителот на болеста. Моите родители правеа се за јас да не се разликувам од моите соврсници, моите врсници. Во тогашно време мојата невработена мајка ностоп беше со мене, татко ми, брат ми, сите настојуваа за да не се чувствувам поразличен од другите деца. Дедо ми во тој период чуваше пчели. Јас по една тегла мед неделно јадев од медот и чистата природа е во Берово, тука кај што се наоѓаме сега на езерото. Ностоп во природа шетав. Тоа мислам дека придонесе во правиот момент да бидам одржан како и денеска. Од едни етички принципи кои ги имаме уште во средно учено, не прави го она кое не сакаш да ти биде направено. Секој мора да се запраша дали, ако некој негов близок се соочува со некаков проблем, дали ќе му биде пријатно ако некој става цена на неговиот живот за тој да може да биде излечен. Мислам дека секој би се почувствувал непријатно во таа ситуација, ако му речат многу е скапо твоето преживување. Еден ден кај нас не може да помине без да станеме со кашлање, без да легнеме со кашлање, без 30 на лекови, апчиња, без инхалации. Тоа е нешто што е незамисливо за нас, ама може да се промени доколку имаме соодветна и современа терапија. Сите го почнуваат денот со чај и кафе. За разлика од другите, на мене ми почнува со инхалации, пиење на ензими. Половина и повеќе денот ми поминува во тоа. Порано се занимавав и со спортско качување по карпи, сега пред некое време се запишав и на капуера. Меѓутоа, она што ни е нас несигурно е тоа дека не знаеме дали ќе може да продолжиме со тие тренинзи утре или други ден. Бидејќи една недела сме добри, наредната недела веќе не можеме да станеме од кревет, по 4 часа кашламе до истоштување и сето тоа е заморно и неподносливо можеби. Јас сум дипломиран етнолог и антрополог, меѓутоа сакам да работам, сакам да можам да допринесам за општеството, да бидам општествено корисна. Учам и знаковен јазик дополнително. Навистина има многу работи кои ми недостигаат, што би можеле да се постигнат и да се подобрат доколку модулаторната терапија ни стани достапна за сите пациенти.
Многу е важно да се разбере дека ние не сме само болеста цистична фиброза и пациенти со цистична фиброза, туку дека ние имаме мноштво на идентитети, имаме многу работи кои сакаме да ги правиме во животот, кои не оформуваат како една целосна личност. Мојата најпрва желба е да пристигне трикафтата, за да можам да си ја планирам иднината, да основам семејство, да едноставно да не бидам поразличен од моите врсници. Да бидам со сасвим доволно белодробие.